Денешната пресконференција министерката за финансии Нина Ангеловска ја започна со тоа што ги потсети граѓаните дека се наближува мај, како и можноста за аплицирање на работодавачите и самостојните вршители на дејност да започнат со аплицирање на мерката 14.500 денари финансиска поддршка по вработен. Со овие средства ќе се помогне да се зачуваат работните места, да се подобри ликвидноста на фирмите и воедно да се добие финансиска инекција од околу 100 милиони евра во економијата. Важноста на оваа мерка се поврзува и со сеопфатноста, односно се однесува, како што кажавме, на сите дејности кои што се погодени од кризата, а секако очекувањата за колку граѓани, односно колку компании, колку работни места ќе бидат заштитени со мерката, се околу 200 до 250.000 работни места, што говори за значајноста и сеопфатноста на истата. Министерката Ангеловска денес ги представи промените кои се во насока на зголемување на опфатот на фирмите, олеснување на дел од критериумите и зголемување на флексибилноста. Првата промена е флексибилност за промена на бројот на вработени. Пред се, број 1 е дозволувањето на флексибилност во намалување на бројот на вработени. Во изминатиот период имаше прашања од бизнес заедницата кои што ги упатуваа и до управата за јавни приходи и до владата компаниите во смисла на критика или сугестија што ако работникот сам напушти, што ако се работи за работник на кој што му истекува договорот, што ако се работи за сезонски работници и поради тоа со ова се олеснува критериумот за задржување на бројот на вработени, односно со промената се олабавуваат условите за задржување на бројот на вработени. До сега, односно првично во мерката, беше укажано дека работодавачот треба да го задржи истиот број на вработени заклучно 2 месеци по користење на мерката, односно до месец јули. Сега, со промената, се дозволува флексибилност, односно намалување на бројот на вработени до 15% кај микро и мали фирми, до 10% кај средни компании и до 5% кај големи компании. Како втора промена, најпогодените дејности, угостителство, туризам и транспорт ќе можат истовремено да ја користат и мерката 50% субвенција на придонеси. Овие дејности беше упатувано дека дел поради мерките на владата, дел поради карактерот на работата, се со нула приходи. Од тука критиките беа дека тие не се со 30 или 40% пат на приходите, туку дека истите имаат практично немаат деловна активност, имаат нула приходи. Поради тоа, со оваа промена се излегува во пресред на овие најпогодени сектори, со што се дозволува за овие компании од овие сектори, кои што се здрави компании, да аплицираат истовремено и за мерката 50% субвенционирање на придонесите, која што беше прогласена и објавена во првиот пакет антикризни мерки. Што значи тоа практично? Тоа значи дека доколку компанијата има шифрана дејност во една од овие три сектори и доколку истата е здрава компанија дефинираме под остварила добивка во последните 2 години, односно има позитивен финансиски резултат, истата не се наоѓа на листата на должници, односно нема неплатени давачки кон управата за јавни приходи во определените лимити согласно листата на должници која што се објавува и доколку истата нема достасани, а неплатени обврски по кредити над 90 дена, земајќи го при тоа датата пред кризата 28, односно 29 февруари. Доколку компанијата од овие три сектори ги исполнува овие критериуми, истата може да ја комбинира оваа мерка, финансиската поддршка од 14.500 денари, заедно со мерката за субвенционирање на до 50% од придонесите. Третата донесена промена е трансформирање на средствата во грант. Микро, малите и средни компании нема да ја вратат добиената поддршка ако исполнуваат одредени услови, извести министерката Ангеловска. Доколку компанијата остварила загуба, односно не остварила добивка во 2020 година, истата нема врска да ги врати финансиските средства, под услов да ги има платено своите давачки кон управата за јавни приходи. Понатаму, во уредбата беше дефинирано дека компаниите кои што ќе остварат добивка, позитивен резултат во 2020 година, ќе вратат лимитиран износ најмногу до 50% од остварената добивка. Тоа значи пластично,
ако компанија остварила, односно искористила финансиска поддршка од 5000 евра, например, ако остварила добивка во 2020 од 7000 евра, таа ќе врати најмногу до 50%, односно ќе врати 3500 евра. Тоа беше дефинирано и претходно во уредбата. Сега имаме дополнително олабавување, односно сите здрави компании кои што имале добивка 2 последователни години, тоа би значило во 2019 и 2020 година, кои што не должат, односно не се на листата на должници и немаат така наречени non-performing loans или кредити со доспеаност и неплатени над 90 дена, истите ќе можат да аплицираат за трансформирање на финансиската поддршка во грант под услов да истиот износ кој што го добиле го инвестираат во своите вработени, во оперативно подобрување на процесите. Министерката за финансии на крајот посочи дека ова се добро смислени промени кои ќе помогнат при целата криза со коронавирусот.